Најголемиот млекопроизводител во земјава, Битолската млекарница, денеска одбележува неделата на квалитетот, затоа што со своите 55 производи на пазарот навистина нуделе квалитет, што го потврдуваат и бројните исполнети и применети стандарди и сертификати. Нивната тенденција за задржување на нивото на квалитет се должи и на нивната најнова активност, а тоа е увезување на високостилни јуници, 130 минатата година и 700 нови годинава. Фармерите се тие кои ја преземаат обврската, ризикот на производство на млеко. Битолска млекара овде овозможи финансирање. Фармерите не се во можност да вложуваат во производството на млеко, да финансираат увоз, ниту да влегуваат во производството на млеко. Овде во Македонија и Битолската млекарница влета тука со својот финансиски капацитет и на некој начин таа го овозможи финансирањето на фармерите. Важен фактор во инвестицијата во јуниците било Министерството за земјоделие, кое ги стимулира инвеститорите. Ова година имаме програма каде што поддржуваме увоз на високостелни јуници од признато потекло со високогенетски потенцијал до 20 грла го добиток. Онај кој ќе увези до 20 грла добиток ги добива полните субвенции од 40.000 денари. Од 20 до 50 грла добиток се добива 30.000 денари по грло добиток и понатамо скалесто се намалува, но оставаме простор да се набават и над 100 и над 200 грла на добиток. Во одбележувањето на неделата на квалитетот и поддршката на зголемување на производството на квалитетно млеко се придружи и амбасадорот на Холандија и заменик амбасадорот на Германија, од каде се увезени јуниците. Туку и затоа што го ценат професионализмот и тежнењето кон компанијата да се подобрува се повеќе и повеќе. Затоа работиме, се трудиме, значи, на подобрувањето на дефицитот на Македонија кон другите. Сега над 700 грла се од Германија се импортирани во Македонија во вредност од над 2 милиони долари. Според генералниот директор, не само Македонија, туку и регионот има недостаток од квалитетно сирово млеко, но на ваков начин смета ќе се надмине тој проблем.